Во 2020 година се случија многу измени, многу работи излегоа од колосек како резултат на светската пандемија со COVID-19. Успеа ли општина Карпош да го задржи вистинскиот курс и едноставно да успее да ги реализира сите оние проекти кои ги беше зацртала? Па, дефинитивно би рекол дека 2020 година е година на коронавирусот, за жал. Како за целиот свет, така и за нас и помина во знакот на тоа. Секако дека тоа делумно одредени проекти ги забави или ги пролонгираше. Меѓутоа, општината мораше да биде фокусирана и на решавање на последиците од коронавирусот. Во оваа кампања, односно во оваа борба со вирусот, ние неколку пати направивме дезинфекција на улиците, неколку пати направивме дезинфекција на влезовите на стамбените згради и на другите јавни површини. Редовно се дезинфицираат училиштата, градинките и на крајот на криштата, моравме и да ја поставиме целата сите оние работи кои што беа потребни и нужни за да може без проблем да се одвива онлайн наставата или пак наставата со физичко присуство од прво до трето оделение, и моравме да превземеме активности кои што значеа почеток на градинките со работа, кај училиштата тоа значеше набавување на IT опрема. Но сепак општината реализираше бројни проекти. Воспротивно би го почнале интервјуто со набројување проекти да не е ковид пандемијата, меѓутоа сепак имаше бројни проекти. Би издвел тука новиот спортско-рекреативен комплекс, да го кажам, кој што се направи во дворот на училиштето Лазо Трповски на 11.000 метри квадратни со нови спортски содржини, многу зеленило и системи за наводнување на истото. Потоа би продолжил со она што значи комплетирање на проектот за спортско-адреналинскиот парк, кој што комплетно се заврши и граѓаните ќе може да уживаат и да се рекреираат веќе напролет. Во продолжение на спортско-рекреативниот парк заедно со град Скопје се расчисти онаа децениска депонија која што им беше таму се изравни теренот и не очекува раззеленување на тој простор во оваа година 2020-2021. Би ја издвоил исто тука и во реализирани проекти и комплетната реконструкција на градинката Мајски цвет во Тафталидж 1. Таа била изградена непосредно некаде по земјотресот и останата таква руинирана со децении, со што се овозможува повеќе од 150 дечиња да добијат подобри услови за згрижување. Многу проекти во 2020 реализирани, доаѓаме до 2021 година. Колку буџетот на општина Карпош ќе биде компатибилен за да можете програмата да ја преточите во проект? Се согласувам целосно. Ќе биде деликатна ситуација. Коронавирусот, не сме имуни ние како општина на последиците од коронавирусот. Јас оваа година инсистирам да почне реконструкцијата на Партизан. Добив гаранции и од Агенцијата за млади и спорт дека во нивната програма влегува и во 2021 година за да може да се реализира. Секако тука продолжуваме и со градот Скопје комплетно да го раззелениме делот кај што е големиот парк предвиден кај бунарите на реката Лепенец, за да може тој дел да се хуманизира и да добие една комплетна целина заедно со спортско-адреналинскиот парк, и донесовме развојна програма за реконструкција комплетна и санација на плочникот во Порта Влајд. Она што е добро е што искористивме средства од Светска банка со проекти кои што ги имавме подготвено и на тој начин комплетно ќе се реконструираат улиците Париска, улицата Иван Аговски, Мирка Гинова, Гиго Михајловски и улицата Шекспирова. Ова се оние кои што ги издвојувам од Светска банка, а тековно и општината ќе си одржува други сообраќајници кои што како што тоа редовно го прави. И 2020 и 2021 година се изборни. Претпоставам дека особено идната година ќе има мал застој при работењето, особено во предизборниот процес и на самиот процес. Го предвидовте ли тоа како општина и ќе успеете ли да ја забрзате динамиката на реализација, особено во сферата на инфраструктурата? Ако се навратиме назад во 2020, никој не ја предвиде пандемијата дури и на светско ниво, меѓутоа се прилагодивме сите. Од друга страна, изборите се предвидливи и се знае кога ќе бидат, така да ние ќе ги темпираме сите наши активности согласно законските обврски кои што ги имаме за предизборието, односно во очи локалните избори. Тоа се законски обврски кои што мора да ги почитуваме. Годината е изборна на локално ниво.
меѓутоа е важна, поради самиот факт што е изборна, меѓутоа не би рекол дека е најважна. Сметам дека е поважна континуираната работа, која што верувам дека ние ја покажавме како општински тим во изминативе 3 години. Така да и оваа последна година граѓаните ќе можат да видат повторно честно работење, повторно ќе можат да видат посветено работење, бескомпромисна битка со урбаната мафија, заштита на јавниот интерес и секако приоритет ставање, како што беше и во изминатите 3 години, така и во последната, на заштита на зеленилото и заштита на животната средина. На самиот крај ви благодарам на разговорот, ви посакувам успешна нова 2021 година и сето ова што го кажавте и да го реализирате. Благодарам и на вас и посакувам и вие и граѓаните да се чуваат и пред се да си го заштитат здравието.